Почитувани гледачи, време е за вестите на телевизија Здравкин. Јас сум Габриела Лескова, ова се настаните на денот. Осумдесет и девет лица се казнети во Велес за неносење маска. Ви го откриваме функционирањето на Народниот музеј во Велес во услови на COVID-19. Приватните училишта за странски јазици погодени од коронавирусот. Започнуваме со настаните кои што го одбележаа викендот. Епидемиолошката слика во Велес е дефинитивно вложена во текот на изминатиот викенд. За само 2 дена се регистрирани 23 нови случаи. Бројот на активни случаи достигна 98. Здравствените власти предупредуваат дека ситуацијата е алармантна. За само 2 дена во текот на изминатиот викенд се регистрирани 23 нови случаи на територијата на Велес. Бројот на активни случаи се приближи до 100, поточно 98. Здравствените власти предупредуваат дека ситуацијата е алармантна и препорачуваат почитување на мерките за заштита. Црни рекорди и биланс бележи Министерството за здравство во текот на изминатиот викенд на ниво на целата држава. Во саботата на 18 октомври се регистрирани 594 нови случаи, додека вчера на 19 октомври Министерството за здравство бележи 438 нови случаи на опасниот вирус. Покрај маска на отворено, ограничување на гостите во домовите до 4 лица, како и забрана за групирање после 22 часот, Комисијата за заразни болести предложи и дополнителен пакет на антикризни мерки за заштита од коронавирусот, односно се однесува на ограничување на патници во јавниот превоз, но ниту една од овие мерки не може да биде спроведена се додека не одобри владата на нашата држава. Пред самиот крај санирањето на свлечиштето Цуцка под Долни Дукени, голем зафат вреден над 1 милион евра средства обезбедени од државата. Факт е дека со санирањето се доцнеше, како што исто така е неспорен факт дека санирањето на вакви свлечишта е сложена и скапа работа, за која што треба време за да се обезбедат средства, за да се испроектира па за да се сработи. Безбедноста во одвивање на сообраќајот е на највисоко ниво, напише на социјалните мрежи градоначалникот на општина Велес Аце Коцевски. Семејството Басарови доживеа страшна трагедија во текот на изминатиот викенд при експлозија на бојлер на плин, при што сопругот Кире се здоби со тешки повреди, додека неговата сопруга Тања боледува од тешка болест на белите дробови. Поради големите штети предизвикани од оваа експлозија, ова семејство има потреба од помошта на сите хумани луѓе. Станот во кој што живеат е демолиран, нема прозори, делови од мебел, теписи, гардероба, апаратите во кујната не работат и така натаму. Со цел да се помогне на ова семејство, отворена е донаторска сметка во НЛБ банка. Се повикуваат сите граѓани кои што се во можност да донираат. Председателот на Комисијата за заразни болести, доктор Жарко Караџовски, во изјава за медиумите предупреди дека доколку не си помогнеме самите себе си, нема да ни помогнат ниту уште 500 доктори. Потенцираше дека бараат помош од сите, најмногу од широкото население во државата. Бараме помош од сите. Дали тоа ќе речеме медиуми, дали ќе речеме политички партии, дали ќе речеме широко население. Ја би апелирал на широко на населението да ги почитуваме мерките заради фактот дека тоа го правиме заради нас, нашите најблиски, нашите фамилии. Непочитување на мерките ќе не одведе до огромен број на заболени, ќе не одведе до преполнување на болничките капацитети. Ние можеме да правиме ротации и колегите да ги правиме од една установа во друга, меѓутоа бројот на тие луѓе е ограничен. Ние не можеме да измислуваме нови епидемиолози, нови инфектолози. Треба 4, 5, 6 години да се направи тоа. Дајте да се удружиме сите заедно, дајте една мерка која што можеме сите заеднички да ја спроведеме.
Приватните училишта за странски јазици носат големи последици од пандемијата со коронавирусот, но и покрај ова тие сепак успешно ја започнаа и оваа учебна година. Наставниците од дел од училиштата пред нашата камера информираат за начинот на реализација на наставата. Училиштата за странски јазици се едни од најпогодените од коронавирусот, затоа што тие престанаа со работа во екот на пандемијата, но и покрај сите проблеми, оваа учебна година започнаа со настава. Различни училишта во Велес практикуваат различен начин на одвивање настава. Некаде од средината на септември започнавме со организирање на онлайн настава, а во моментот работиме со комбиниран модел на настава. Значи имаме онлайн настава и настава со физичко присуство во училница. Наставата со физичко присуство е индивидуална настава или настава за мал број на слушатели, запазувајќи ги сите мерки за заштита. Наставата се одвива онлайн, се со цел да ги заштитиме нашите ученици и се разбира и вработените кои што сме овде. И наставата се одвива онлайн, немаме никакви проблеми, се си тече нормално, само што не е присутна, немаме физичко присуство, но се придржуваме кон протоколите. Како што велат тие, оваа учебна година започнале со значително намалена бројка на ученици. Сите наставници се придржуваат кон истиот став дека не може ништо да ја замени наставата со физичко присуство, но во согласност на мерките и препораките на Комисијата за заразни болести, сепак успешно успеваат да се прилагодат на ситуацијата со адекватна реализација на наставата. Значи, според препораките на Министерството за здравство и следејќи го протоколот за приватни училишта, пред се училницата и работните простори редовно се дезинфицираат, редовна дезинфекција при влез, мерење на температура на слушателите и на учениците и секако постојано носење на заштитна маска во училницата. Наставниците потенцираат дека улогата на родителите е од особена важност при целокупниот процес. Соработката на родителите е и од такако голема важност, бидејќи тие мора да бидат информирани за редовноста на нивните деца и покрај тоа што е онлайн настава и секако најважен е напредокот на децата оваа година. Приватните училишта за странски јазици нудат можност за изучување на нов јазик, напредни курсеви, конверзација како и подготовка за научилишти и тестови. Покрај ова часови можат да посетуваат лица од сите возрасти. Полициските службеници на СВР Велес казни 89 лица од Велес за неносење маска, додека 144 лица се со решение за изолација. Детали за нашата телевизија ги соопшти портпаролот Верољуб Додевски. Големи бројки на ново заразени се карактеристични за територијата на Велес и Велешко. Моментално бројот на активни случаи е многу висок, исто како и лицата кои што се во изолација. Во текот на изминатото деноноќие, како што рековте, во Велес се наоѓаат 144 лица имаме со одлука за самоизолација. Само во текот на изминатиот ден полициските службеници на СВР Велес санкционирале 89 лица. Надлежните посочуваат почитување на мерките за заштита од коронавирусот. Во спротивно предупредуваат дека граѓаните ќе бидат санкционирани. За цената на казната известува портпаролот на СВР Велес. Во противвредност на 20 евра, инаку доколку се плати веднаш или во рок од 8 дена, 600 денари. Моменталната бројка на активни случаи во Велес и Велешко достигна 98. Меѓутоа, од казните напишани од страна на СВР Велес можеме да констатираме дека велешани се уште недисциплинирани во однос на носење заштитна респираторна маска. И покрај проблемот со малкуте вработени, Народниот музеј во услови на пандемија функционира според точно утврдени мерки и протоколи. Во екот на пандемијата посетеноста е значително намалена, особено поради мерката за забрането групирање, но сепак сите заинтересирани може да го посетат од понеделник до петок од 8 до 16 часот, при тоа строго почитувајќи ги мерките за заштита.
Како што веќе најавивме и претходно, Народниот музеј во Велес се соочува со проблемот на малкуте вработени, но тоа не ги спречува за нормално одвивање на работата и во услови на коронавирусот. Како што изјави за нашата телевизија ВД директорот Марин Клифов, оваа институција работи според точно утврдени мерки и протоколи во време на пандемија. Се придржаваме кон протоколите кои ни ги доставија од Министерството за култура, Комисијата за заразни болести, така да до сега немаме никакви проблеми. Музеот функционира нормално. Програмите што ни се за оваа година, 2020 година, почнавме да ги реализираме во областа на археологијата, во областа на ликовната уметност. Еве направивме пред некои дени прва изложба. Во состав на новата програма на музеот завршило и едно ископување од археологија. Понатаму, како што рече Клифов, ќе продолжат со реализација на предвидената програма за оваа година. Бевме вклучени во Велешко културно лето. Ги почитувавме сите протоколи, посебно ликовниот салон беше ангажиран повеќе, кој е во наша ингеренција, нали? И таму се одржува разни манифестации, сигурно знаете, нели, тоа разни изложби, музички настани, промоции и така натаму. Така да на сите настани беа запазени протоколите кои ни беа наложени од Комисијата за заразни болести и Министерството за култура. За време на пандемијата посетеноста е значително намалена, особено поради мерката за забрането групирање, но сепак, како што известува директорот, сите заинтересирани можат да го посетат од понеделник до петок од 8 до 16 часот, при тоа почитувајќи ги мерките за заштита од коронавирусот. Продолжуваме со вестите од Македонија. Надлежните од Министерството за образование и наука известуваат дека рокот за продолжување на правото на студентска стипендија е до 30 октомври. Министерството за образование и наука ги известува сите корисници на правото на студентска стипендија остварено во некои од изминатите академски години, ако и ги исполнуваат договорните услови за продолжување на истата. Крајниот рок за достава на документите до МОН е 30.10.2020 година. Корисникот на стипендија треба да достави потврда за запишан нареден семестар, односно година на студирање, уверение, односно потврда за предвидени и положени испити со успех од претходните години и индекс на увид, како докази дека има положено 80 односно 90% во зависност од типот на стипендијата кој го користи од предвидените испити, односно дека го одржал просечниот успех на студирањето согласно договорот за стипендија. Документите се доставуваат преку писарницата на МОН или по пошта. Препорачана пратка со повратница на адреса булевар Свети Кирил Методи, број 54, Илјада, Скопје. Граѓаните во Кина со редови чекаат за вакцинирање за вакцина која што се уште не поминала во последната трета фаза од клиничките испитувања. Заменик премиерот на Чешка најави дека за најмалку 2 недели владата ќе одлучи дали ќе воведе целосен карантин. Властите на Њујорк забрани одржување венчевка на која што биле поканети повеќе од 10.000 гости. Време е за информациите од светот. Иако станува збор за вакцина која што се уште не поминала последната трета фаза од клиничките испитувања, граѓаните на Кина во редови чекаат да се вакцинираат. Пред болницата била формирана долга редица, јави за BBC репортерот Кина. Стотици луѓе чекаат во ред за вакцина за која што пред медицинската сестра да им ја даде требаше да платат околу 60 американски долари. Во Чешка се регистрирани уште 8713 нови случаи на коронавирус, што е најголем број забележан во викенд во таа земја, која што моментално има највисока стапка на зараза со вирусот во Европа. Заменик премиерот на Чешка најави дека за најмалку 2 недели владата ќе одлучи дали ќе воведе целосен карантин за спречување на епидемијата. Моментално Чешка се наоѓа во вонредна состојба, каде што се затворени кафичите, рестораните и баровите.
Властите на Сојузна држава Њујорк забрани одржување венчавка на која биле поканети повеќе од 10.000 гости, порачувајќи им на младенците дека и онака ќе го имаат истиот резултат и оти без толку гости, а при тоа ќе минати поевтино. Канцеларијата на шерифот Роглен ги извести властите за најавената голема свадба предвидена за во понеделникот на Вилијамсбург, каде што живее голема заедница на евреи. Кажано ни е дека тоа ќе се одржи. Малку истражувавме и заклучивме дека тоа веројатно точно било планирана голема венчавка која што би ги прекршила правилата за собери воведени поради епидемијата на коронавирусот, соопшти гувернерот Ендру. I'm Marcia Kramer, CBS 2 News. На крајот од овие вести ви информираме за временската прогноза. Денеска имаме сончево време, температурите се движат од 7 до 16 степени Целзиусови, додека во текот на утрешниот ден повторно не очекува сонце со температури од интервал од 2 до 18 степени. Почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието. За повеќе информации следете нашата Facebook страна Телевизија Здравкин и нашиот YouTube канал. Имајте пријатна вечер.